Со нас вечерва е Зоран Јованчев, член на иницијативниот и извршниот одбор на партијата Родина. Како, Зоран, сте инспирирани од денешниот датум на револуционерната борба? Дали традицијата, настанов ви даваат подстрек за понатамошна борба во која Родина гледаме дека во изминатиот период активно се залага? Кои се вашите планови за воиднина и како мислите да продолжите борбата на Родина и сите други патриотски организации во понатака? Знаеме дека сега се распишуваат вонредни парламентарни избори. Има ли некоја насека Родина план и понатака? Да, пред се да им го честитам на сите македонци големиот ден на македонската револуција. Наша задача како генерација која што го живе почетокот на 21 век е да го одржиме тој жар. И нашата борба во овој век е никогаш северна, само Македонија, значи да ја заштитиме, да ја вратиме нашата сувереност и во новиот подзападен свет да ја приклучиме суверена Македонија на новите движења. Стално Родина е народна иницијатива, постојано сме со народот, од народот за народот, ние произлегуваме од народот. Ги поминавме сите голготи на нашиот народ, од приватизации до кризи економски, политички, понижувања, очекувања и така натаму. Целата наша патриотска енергија беше вложена постојано на идеалот за Македонија, но за жал двете предавнички партии во еднопартискиот систем, кој што денеска се подобро се гледа, ја урнаа целата енергија на родолюбите, ја расплинија и поентираа со Северна, но добро е што Северна е нелегитимна. Тоа дури најслабите правници го кажуваат дека тој договор паѓа, дека е антиуставен, против волјата на македонскиот народ, против меѓународното право. И наша задача е како македонци од фаза на разочареност да преминеме во фаза на постојана активност, работа, креирање нов пат и визија и план за иднината на Македонија. Изборите ќе се одвиваат со оглед дека ги организира еднопартискиот систем на ДПН и СДС во крајно недемократски услови со 80.000 државјанства косоварски, со полнење кути, со преправање на записници, со медиумско едноумие, со огромен кеш само кај неколку партии, значи они тргнуваат со 100-0, но народот никој не може да го победи. Парадоксално е што токму денешниот празник е означен како Ден на ВМРО, а партијата која се дрзнува да го носи тоа име ја нема денеска пред собранието и не знам денеска не сум запознат дали воопшто не дека таа искочена надвор да прославува. Овдека вечерва имавме некаде околу 1500 луѓе собрани спонтано, дел од Родина и од другите патриотски организации. ВМРО, ДПМН, веќе не би го нарекол ВМРО, туку само ДПСН или ДПН, го нема никаде. На што се должи тоа? ВМРО пред се за нас македонците треба да го сватиме дека е идеал кој што припаѓа на целиот македонски народ и на секој еден македонец што живее и во републиката, во соседството и во иселеништвото. Да се биде во идеалот на ВМРО, поред тоа што треба се промовира тие идеали, треба и да се бори за тие идеали. За жал овој период, за жал или за среќа, можда и у лошото има добро, што се разоткри овој систем до теме. Сами се илустрира. Покажа дека идеалот на ВМРО е само декор. Да дадеш 2/3 за Северна, а да го носиш идеалот на ВМРО, тоа е голем пораз за секоја една организација, без разлика. Имаме ние многу организации со презнак ВМРО. Па поготово што одговорноста кај најголемата политичка партија на последните избори со 51 пратеник е огромна. Таа одговорност никој веќе не може да ја тргне. За волја на вистината имаше и неколку членови од ВМРО ДПМН да ги видовме.
Тука беа и организациите Тврдокорни, Преродба, МОС, Христијанско братство, и жени бранители. Значи, они организации кои што се верни на народните идеали. Тоа е наша обврска, без разлика дали сме во парламентот, надвор од парламентот, дали сме во власта, ние стално мора да бидеме со народот. Затоа што ние произлегуваме од народот и вистинското служење на народот не е од позиција на фотелја, од позиција на привилегии, од позиција на пари огромни, него од позиција да бидеш со народ, да ги браниш неговите национални интереси. Затоа и постојат политичките партии. Тие постојат исклучиво за народот и од народот. Ова све сега што се случи, ја ќе ги прашам, од каде ја црпите легитимитетот за Северна? На кои избори ја понудивте? На кој референдум ја понудивте? Од каде таа стана легитимна во нашето општество да се менуваат сите документи? Слободно кажете на кои избори сте добиле со програма Северна. Родина е тука и сите родолюбиви суверенистички организации да го коригираат тоа деформирање на правото, правдата и да ги поставиме работите на правото место и тоа во многу брзо време ќе се случи. Ви благодарам, Зоран, и посакувам среќа во борбата во понатамошна како регистрирање на вашата партија и дај Боже да ве видиме во просториите на овој законодавен дом со пратеници. Собранието е домот на народот и таму треба да бидат народни луѓе, некомпромитирани, некорумпирани, луѓе со визија и со идеал. И се надевам дека многу скоро ќе го наполниме со такви луѓе. И до нашиот прекрасен македонски народ една порака: никогаш Северна, само Македонија. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам.